За изјавите на другите политички субјекти или на председателите на другите политички партии, ќе се обратите до извршната власт, таму каде што е составен дел од коалицијата. Ние како пратеници, односно како пратеничка група, чекаме пакет предлог закони од владата на Република Македонија, кои усогласени со сите коалициони партнери ќе дојдат на разгледување и ние како такви ќе ги разгледаме комисиски на пленарна седница, а досега, колку што сме информирани, пакетот содржи и законот за унапредување на употребата на јазиците. Значи, јас не би го издвоил како посебен услов или како услов дали ќе го разгледуваме или не. А за сите други прашања кој за што дал изјава, ќе мора да се обратите до актерите. Повелите. Да, пратениците подготвуваат закони и пратениците ќе ги поднесат законите, штом ќе бидат усогласени во рамки на пратеничката група или започната постапката, зависно кој пратеник за кој закон се определил. Тука не е ништо спорно. Јас ви повторувам, до овој момент не е дојден пакетот на закони од владата на Република Македонија, која знаете дека е коалициона, во кој се состои законот за унапредување на употребата на јазиците. Значи, ние до овој момент не сме информирани дека е пристигнато. Од моментот кога ќе пристигне пакетот на закони, чиј дел е и овој закон, предпоставувам, ние предпоставуваме дека е така, тогаш ќе почнеме да ги разгледуваме штом влезат во собраниска процедура. Мислам, не е ништо подруго од досега? Не, досега нема. Досега нема. Нема конкретно. Повелете. Извините, кој предложи, не разбрав? Илија Димовски, која е таа пратеничка група? Кој број е пратеничката група? Прва? Па да ги почекаме другите 9 пратенички групи, може да ќе предложат други закони, па тоа ќе ви коментирам. Кој закон? Создавањето на 10 пратенички групи не е ништо друго, освен обид да се обструира работата на собранието, да се одолговлекуваат процесите реформски и да се оневозможи собранието да дава услуги на граѓаните онака за што постои. Значи, формирањето на 10 пратенички групи е исклучиво во насока да се одолговлекува сега конкретно точката за разрешување на државниот јавен обвинител. Никаква друга причина не постои. Еден пример, ако некој ми каже во било која држава на светот дека од иста политичка партија се формираат неколку пратенички групи, значи од иста политичка партија неколку пратенички групи за наводен демократски развој, тогаш јас ќе се извинам и ќе речам да, ова е во насока на зголемување на демократските процеси. Меѓутоа не е така, тоа не постои никаде, тоа е некакво си измислица на ВМРО ДПМН, исклучиво со цел да се обструира работата на собранието. Јас очекувам предлогот за разрешување на Зврлевски, ако не во текот на денешниот, да дојде во текот на утрешниот ден, затоа што и законот за собрание, и деловникот си утврдува како заседава собранието на Република Македонија. И да ве потсетам, собранието на Република Македонија заседава непрекинато 24 часа дневно. Значи, сега се работи само за здрав разум, и јас се надевам дека колегите од ВМРО ДПМН ќе се вразумат и дека нема да го злоупотребуваат тоа што формира 10 пратенички групи. Инаку, никој во државава не гледа причина зошто би се одлагало разрешувањето
на државниот јавен обвинител или зошто би се одлагала постапката за избор на нов јавен обвинител кога сите на сите договори досега ги ставија своите потписи дека во интерес на Република Македонија и на сите нејзини граѓани е час поскоро да започнат реформските процеси во сферата на правосудството. Не разбирам зошто би се одолговлекувал. И ако сакате да ви искоментирам, сега слушнав дека барале некои посебни услови за генерален секретар, сега слушнав доаѓајќи наваму. Значи, еве го првото прашање, реторичко. Зошто 11 години не побараа посебни услови за генерален секретар на Собранието? Второто прашање, денеска чинам дека пратеничката група број 7, координаторот побара посебни услови за избор на генерален секретар. Значи, јас би препорачал да ги слушнеме другите 9 пратенички групи. Можда некој ќе бара 240 ЕКТС, можда некој ќе бара 6 години работно искуство, не 5 како што побара Стеван Анџија, можда 9-тата пратеничка група ќе побара не TOEFL, туку другите тестови по англиски јазик и така натаму. Значи, гледате докаде оди абсурдот и бурлеската што сакаат да ја направат од ова собрание. Точно е дефинирано постапката, како се предлага, како се избира генерален секретар и заменици на генерален секретар на ова собрание. И ова е само уште еден начин сега да го одложат неизбежното. Денеска во 14 часот закажана е седница на Комисијата за избор и именувања, чиј председател е господинот Илија Димовски, и тоа е продолжение на седницата која започна петокот, на која што беше утврден дневен ред. Прва точка на дневниот ред е разрешување на генерален секретар на собрание, втора точка на дневен ред е предлог за избор на нов генерален секретар на собрание, трета точка на дневен ред се предлози за избор на заменици генерален секретар. Крајно време е службите во ова собрание да почнат да си ги работите онака како што треба, за да можат пратениците 120 во ова собрание да бидат обслужени онака како што е потребно. До овој момент тоа не е така и затоа ние инсистираме час поскоро да заврши оваа процедура со избор на генерален секретар и заменици генерален секретар.